Ученици од неколку основни училишта денеска учествуваа на првата детска ликовна колонија организирана од Сдруженијето за култура, заштита и унапредување на животната средина Натура од Куманово во соработка со Основното училиште 11 октомври. Основците изработуваа ликовни творби исклучиво со еколошки материјали на тема Фрагменти од мојата фантазија. Идејата е секоја година во друго училиште да биде организирана ликовната колонија, која еве годинава за прв пат ја организираме овде во училиштето 11 октомври. И нормално на тој начин планираме оваа ликовна колонија да си прерасне во традиција. Се надевам дека најпрвен, како што сами гледате, има голем одзив од основните училишта од Куманово. Децата навистина прават убави дела, така да заслужуваат внимание. Како податок, интересно е тоа што користат техника асамблаж. Тоа е слична техника на колаж. На едно место да стават повеќе видови на различни еколошки материјали. Имаме учесници од повеќе школи, ќе ги набрам неколку. Толи Зордумис, Кирил и Методи Романовце, ние 11 октомври домаќини, имаме од Крстен Мисирков, Магдалена Антова и затоа што имаме ликовни педагози во една школа, двајца се пуштени од иста школа ученици кои што иако се од иста школа делуваат како да се од различни. Задоволни сме од изработките и сега да напоменам дека победничката творба ќе има победнички карактер со тоа што ќе ја доведе во нивното школо, ќе го доведе оваа иста детска ликовна колонија само во рамките на нивното школа. Победникот од оваа детска ликовна колонија. Директорката на училиштето домаќин Елизабета Костадиновска-Костик ја поздравува иницијативата на Сдруженијето Натура за организирање на ликовната колонија, надевајќи се дека активноста ќе прерасне во традиција. Изработуваат се многу убави материјали, екоматеријали, така да оваа комбинација е секогаш успешна и се надеваме дека ќе изгледат добри дела, творби од нашите ученици, од нашите гости. Имено ние сме домаќини на 8 други училишта. Јас сум Леонтина Цветановска, доаѓам од училиштето 11 октомври, 8 оделение и денеска по ликовно обработуваме еден цртеж на тема фантазија. Денеска ќе изработувам како девојче во еден чуден свет, што е заробено и користам хартија, колаш хартија и бој. Јас се викам Евгенија Танасовска и доаѓам од Основно училиште Кочарацин. Денеска сме во ходот на 11 октомври, работиме на тема колаж, асемблаж и замислени работи од нашата фантазија. Јас со мојата пријателка изработуваме град од нашата фантазија со разразни бои на колаж, на хартија и на картон. Јас сум Марија Ангеловик, работам со Јована Стојановска, 608 оделение и денеска изработуваме брод на ноќно пловење и сега сме до половина од работата. Дали имате учествувано досега на други ликовни колонии? Не. Ова е прв пат. Како ви изгледа? Има ли другарување? Има ли соработка со другите ученици? Па, да, има соработка и бидејќи сме прв пат тука, многу е интересно. Јас сум Каја Камелија Колев од училиште Магдалена Антова. Тука сме со Мила Загревска и нашиот цртеж е залог на сонце. Дали прв пат учествувате на ликовна колонија? Интересно ли е? Има ли другарување, соработка со другите ученици од другите училишта? Да, многу интересно, се запознаваме со многу луѓе и преубава и преинтересно. Па, имаме веќе учествувано, јас барам на еден направак, кај што цртавме портрет. Има многу исти деца и навистина е преубаво да се дружиш и да се запознаваш со деца од нови училишта.
Освен ликовната колонија, Сдруженијето Натура годинава ќе организира уште еден настан во кој што ќе бидат вклучени основни училишта од целата држава. Според Митевски, станува збор за изработка на кратки анимирани филмови поврзани со екологијата, а најдобрите дела ќе бидат наградени. Целта е секако децата од најмала возраст да се едуцираат во насока на зачувување на животната средина по пат на културата, потенцира претседателот на Натура Митевски.